Почитувани, добар ден. Дека шумите се сечат законски и незаконски, знаеме. Дека постои државно предпријатие Македонски шуми, знаеме. Дека има и шумска полиција, и тоа знаеме. Но шумите и натаму ги сечат, како што знаеме, кога повремено ќе слушнеме, видиме или прочитаме на вести. На прагот на летото сме, кога за жал почнува и сезоната на пожари, и мислам дека во студиото на подкастот Зошто имаме вистински соговорник. Добар ден за Сашко Петровски, еден од основачите на Рефорт. Добар ден и од мене. Сашко, ти си од Сдруженијето на граѓани или невладина Рефорт, регионален центар за шумарство и рурален развој Скопје. И си шумарски инженер, така? Да. Во текот на 2022 и 2023 во соработка со Шумската служба на Соединетите држави изработивте прирачник, но читајќи го мене ми личи многу повеќе од тоа. Што сакате да постигнете? Значи, проектот со Шумската служба на САД тече веќе втора година. Мислам дека ќе имаме и продолжување, бидејќи темата е се уште актуелна, горлива и се надевам дека и следните 2 години ќе работиме на истата проблематика. Знаете, шумите кај нас, покрај тоа што велиме се добро од општ интерес и дека треба да се грижиме за нив со посебно внимание, се предмет на интереси на организирани групи, криминални групи кои што гледаат добра можност за профит во сето тоа. За ваша информација, нелегалната сеча на дрво е светски нелегален бизнис број 3. После фалсификување на трговски марки, трговија со дрога на второ место, нелегалната трговија со дрво е на трето место во светот. Зошто? Затоа што постои тренд на помала казнивост за овие дела на светско ниво. Очигледно дека тој тренд и кај нас станува интересен, затоа што податоците, анализите некогаш се фрапантни за количината на нелегално посечено дрво во Македонија. Така да прирачникот е само дел од она што го правиме во рамки на проектот. Го изработивме со намера на граѓаните и на припадниците на граѓански организации да им дадеме малку повеќе материја да се запознаат за проблематиката на управување со шумите и да може поефикасно да вршат својата улога на она што го велат watchdog, значи да ги следат состојбите таму каде што и да влијаат врз јавноста и веројатно и врз државните институции за заштита. Во прирачникот ги наведувате сите државни структури кои треба да се грижат за шумскиот фонд во секоја смисла на зборот, институции, директорати, сектори, служби, полиции, закони, наведувате што се треба да прават за заштита на шумите. Еве, например, шумоочуварската служба треба да чува шумата од нелегална сеча и шумски кражби, да врши проверка на сите средства за транспорт на дрва и други шумски производи во областа на реонот и така натаму, и да не редам. Задоволни сте тоа како национални шуми си ја вршат работата? Во рамките на проектот имавме преку 30 на состаноци со разни чинители во државата. Бевме придружувани и од експерт од Шумската служба на САД, кој што е од таму одсекот за спроведување на законот. Можем да кажем дека мислењето кај оние чинители кои што не се дел од шумарството е дека службите се корумпирани и не си ја вршат работата. Дека судството и обвинителството исто така се крајно неефикасни. И, значи, целокупниот апарат институционален е нефункционален. Тоа е мислењето на оние други чинители кои што се надвор од шумарскиот сектор. Јас можам да кажам дека, знаете, многу често ги критикуваме, но многу фактори влијаат на таквата состојба. Да, пишувате, како главен проблем ја наведувате корупцијата, да, но пишувате за политичка корупција и политичко влијание. Да. Сега, каква е таа во држава? Значи, Македонија за жал е мала земја. Горе-доле, поголем дел од луѓето се познаваат. Оние кои што се на функции, биле на функции, нели, се дел од некоја структура која што е во политиката
и често пати се случува влијателни политичари, функционери, не знам, да кренат телефон и да сугерираат што да се направи. Например, запленет камион, да се пушти камионот. Пријава која што е поднесена против некого да се тргне, да не се активира, да се држи на страна и така натаму. Тоа се изговори кои ги слушаме за повеќе сфери во општеството, не е имуно и многу шумарство. други бизниси, не е само во шумарството. Во заклучокот на приочникот наведува дека последните податоци укажува дека незаконските активности во шумите во Северна Македонија се зголемуваат и имаат големо негативно економско влијание врз шумскиот сектор и не само таму. Долго време темата била запоставена, велите, меѓутоа негативното еколошко влијание направи оваа тема да стане актуелна и предмет на истражување. Кај еколозите тоа сум сигурен дека е така, а имате ли некаков повратна информација, фидбек, дали државните институции го прочитале овој ваш документ? Да, ние во рамките на проектот отворено и ајде да кажам фреквентно соработуваме пред се со шумската полиција која што ни е таргетирана како, да кажеме, пандан на службата за спроведување на закон на шумската служба на САД. Прилично слични по своите компетенции. Инаку шумската полиција е единствен пример во Европа, нема таков. Значи само Македонија има шумска полиција. А добро, предпоставам дека влечевте некакви искуства и од други држави. Еве, овој проект е правен заедно со, како што наведовте, со шумската полиција на САД. Како таму се справуваат со ваков проблем? Таму има веќе поголема традиција и функционалност на тој апарат кој што е поставен од државата. Таму се овластувањата на полицајците, малте некако на регуларна полиција, тие владеат со просторот. Значи, се што се случува во шумскиот комплекс, кој што е во собственост на федерално ниво, значи на САД, не на посебните држави, е под ингеренција на Law Enforcement Department, значи на тие служби. Тоа вклучува, не знам, нелегален риболов, пијанчење во најавен простор, фрлање на ѓубре, не знам, исто незаконска сеча на шуми, опфаќа се. Кај нас во еден простор имаме веќе повеќе чинители, значи шумската полиција се справува со шумите, со незаконско фрлање на смет, ингеренциите се кај инспекторатот за животна средина. Или ако некој дивее по шумските патишта, тоа не е ингеренција на шумска полиција, тоа би требало, да кажеме, сообраќајната полиција да го решава. Значи, поинако е кај нас системот организиран за Значи, ако може тука сега да сублимираме, не е проблемот само во тоа што секој го познава во оваа мала држава и што се корумпирани, да кажам, нели, бивши функционери, сегашни функционери, овој камион пушти го, овој запри го, човек го предметот во фиока до судиите, до судството, како што го велите. Значи, проблемот е и во законската регулатива. Комплекс е, како што реков, тоа на причини. Законската регулатива, за ваша информација, сега ќе има нов предлог закон за шуми и предлог закон за формирање на агенција за шуми. Значи, престои една целокупна трансформација. За жал, изборите малку ќе го одложат тој процес. Се надевам до крајот на оваа година ќе ги имаме веќе законите на гласање во собрание. Тоа е само дел од проблемот. Значи, има таму во законот паметни решенија. Значи, да кажеме, издавање на електронска испратница, која што веднаш во системот се регистрира и нема преправки Тоа како при сообраќајни прекршоци? Да, нема преправки веќе на количини или на време траење, или се вози, да кажеме, оној кој што е задолжен да издава испратници во камионот, па не пишува време, па се прават 2-3 тури и така натаму. Значи, тоа ќе се исклучи со електронските испратници. Се надевам како што кажав, до крајот на оваа година ќе имаме нов закон за шуми. Тоа е едно. Второ, знаете, финансиски национални шуми се предпријатија кои што сега нема 3 месеци земено плата. Да, неодамна и штрајкува. Да, ние очекуваме сега тоа предпријатие така немоќно да организира ефикасна шумочуварска служба. Законот вели реонско чување на шумите е во шумочуварската служба. Значи, тие на секој реон, на секоја стопанска единица мора да имаат задолжено шумочувар.
Не е така. Немаат финансиски средства да вработат луѓе. Сега тука ќе ве заправам малце, бидејќи имаше многу реакции во јавноста, медиумите пишуваа за превработеност во национални шуми. Од друга страна, да, И се вработуваат. партиски кадри се вработувале. Да. И па сега Дали се партиски или не навлегува, меѓутоа кадри кои што во моментот не му се потребни на предпријатието. Затоа некој друг треба да ги даде. Сака да кажеш има повеќе администрација и помалку луѓе на терен? Апсолутно. И како тоа да се реши? Значи, мојата филозофија е што помалку влијание на државниот апарат и политиката, а поголема иницијатива да се даде на оние кои што се предприемачи, економски мотивирани, може да промени ситуацијата. Впрочем, Во приватен сектор? во државен. Сега во државен. трансформацијата предвидува јавното предпријатие да не биде веќе јавно, ќе се трансформира во државно предпријатие по закон за трговски друштва. И единствена функција ќе му биде да работи економски ефикасно со ресурсот државните шуми кои што му се дадени на економско стопанисување. Додека другите Значи ќе може да остварува и профит. Другите надлежности кои што сега ги има малтене како државен апарат, му се одземаат. Значи, сервисирањето на приватни шуми, планирањето во шумарството, да кажеме, прашањето на обештетување и регулирање на договори со концесионери, например, за минерални суровини, ќе оди во Агенција за шуми. Значи, Агенцијата за шуми ќе биде извршен орган кој што ќе се бави со такви работи. Овој предпријатие ќе има функција да се бави само со економското стопанисување за шуми во државна сопственост кои што се со стопанска намена. Значи, ќе има разлика во функционирањето. Се надевам ќе се направи процес на реорганизација пред тоа, за да дојдат, да кажеме, шумските стопанства во позиција да бидат добро спремни. И уште нешто, значи тој економски модел на стопанисување претрпе колапс затоа што фактички сега национални шуми само ги даваат шумите на, да кажеме, ги прават мониторинг и контрола на оно што се случува во шумите. Тие веќе и да немаат своји работници. Стопанисувањето го прават фирми кои што на тендер добиваат договори за услуги во сеча, дотур, превоз, па тоа е срцето на стопанисувањето. Добро, дали имате направено некакво мапирање на шумскиот фонд на ниво на цела држава? Мапирање мислите каде има, каде нема? Да. Бидејќи прочитав интересен податок, дека фактички 41% од државната територија е покриена со шуми. Сега добро, тука имате анализа колку се листопадни, колку се иглолисни. Не е важно. Што е процент повисок од процентот на Европска Унија. Таму се 38 или 39. Да, меѓутоа па квалитетот на шумите е поинаков. Околу 70% се нискостеблени шуми или деградирани шуми. Така да тоа не ни оди во прилог или просечниот прираст кај нас на 1 хектар е околу 2 кубни метри, додека во Словенија, Австрија се движи 7, 8, 9, далеку повеќе. На Косово, колку што знаме, 4 кубни метри. Сето тоа е влијание на, да кажеме, климатски услови, начинот на тоа како ги работиме шумите и така натаму. Колку пожарите, да речеме, уништуваат од шумскиот фонд годишно? Годишно, па сега не би можел да кажем прецизен податок, но што се случува еднашка во декадата, ќе се случи година која што е катастрофална. Таква имавме, ми се чини, 2000-та година, 2007, па сега имавме пред 2-3 години Берово Пекчево, кога европски сили ни помагаа да се справиме со пожарите. И тогаш обемот е навистина голем. И влијанието е големо. Замислите, изгореа ќе кажат 10.000 хектари. Многу е тоа. Еден пример за вас. Македонија, 15% од шумите се вештачки подигнати со програмите за заштита на земјиштето од ерозија, обемните програми за пошумување некаде крајот на 70-ти, почеток на 80-ти години. 15% се 150.000 хектари. И вие една година губите од еднашка 10-15.000 хектари. Веќе 10% од тоа што вештачки сме подигнале. Катастрофа. Да, борбата е сериозна на повеќе фронтови, значи пожари, климатски промени, па нелегални сечи,
економска неефикасност. Добро, а колку вие мерки што ги носат пред секое лето кога ќе доаат оние познати горештини, температури на 35 степени, па со таа забрана за движење низ шумски подача. Даваат ли тие резултат? Видете, тоа е превентивна мерка. Јас мислам дека стои на место кога се навистина големи опасностите. Имаат колегите од шумарство и на МАКФИ 101 систем кој што дава прогноза за поголема опасност кога воздухот, влажноста на воздухот е да кажеме ниска, кога влажноста на горливите материјали во шумската прекривка е ниска, дава прогноза за сериозна опасност и треба да се држиме до тоа, затоа што мислам дека луѓето се уште несериозни во односот кон шума. Не сите, меѓутоа добар дел од луѓето знаат да не почитуваат она што е правило. Пред неколку години имаше доста реакции на таа забрана од луѓе планинари кои велат сега ни го ускративте задоволството да планинарите шетаме. Се во ред. Тие се организирани групи, ние имавме состанок со и не само овие што се преку нивните здруженија, организации и планинарски друштва, туку и за обични граѓани кои се шетале и сега не можат тоа да го прават. За жал така, но еве ако бидеме искрени, тие забрани па и не се подолги од 3-4 недели, обично првиот дожд, првото заладување веќе се трга забраната. Но навистина на толку обемна територија да организирате ефикасна контрола, да ги гледаме и луѓето кои што се на терен што прават, не е едноставно. Се палат ли намерно шумите? Верувам да, затоа што има индици дека се прави заради криење на, да кажеме, докази за извршена нелегална сеча или пак намерно за да падне вредноста на дрвото кое што ќе изгори и понатака со пониска цена да се јават заинтересирани купувачи. Што е исто сериозна потенцијална опасност. Ова сега баш не го разбирам, значи ако тој што го продава легално или нелегално, не би требало да му се исплати поевтина цена на дрвото. Но веќе тоа е, да кажеме, ресурс кој што е оштетен од пожарот и не ги исполнува стандардите за, да кажеме, производ редовен, како што е огрено дрво, да го класираме во она што подразбира стандардот или техничко дрво, па се продава по некоја цена намалена за да може да се расчисти теренот. Еве сега Беро Пехчево се уште не можат да ги досечат количините од изгорена дрвна маса од опожарена. Таа дрвна маса, колку што разбрав, купуваат само пелетарите. Но треба внимателност. Замислете сега тоа да стане пракса. Како да дојдеме до поевтина дрвна маса. Почитуване, се надам дека јас и Сашко Петровски барем малку го подигнавме вашиот интерес за заштита на шумите и нашите бели дробови. На Сашко му благодарам за можноста за гостувањето, а од вас се одјавуваат и Зоран Ќука и Дејан Баловски. Сашко, благодарам што ни беше гостин. Се надевам дека барем малку нешто придонесовме за свесноста, не само со овие организации со кои вие соработувате, туку и нашите слушатели едноставно да бидат повнимателни, да се фокусираат на овој проблем, бидејќи е многу битен, не само економски, туку и здравствено и секако. Да, благодарам и на вас за времето. На слушателите само може да им порачам да одат преку Facebook, нека станат пријатели на refortcentre.org. Таму има и видео клипови кои што ги изработивме во рамките на овој проект, така да ќе не следат понатака што правиме. Благодарам, а вие, почитувани слушајте, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи.